Во денешното издание на емисијата Одблиску со, на моја огромна чест и задоволство имаме еден познат битолчанец кој пишува музика за театарски представи, исто така создава музика за балети, опери, мюзикли, како и филмска, телевизиска музика. Јас сигурна сум дека веќе погодувате за кого станува збор. Мој, а и ваш денешен гостин е битолчанецот, композиторот Маријан Ечак. Пред се добре дојдовте во мојата емисија. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Ви благодарам уште еднаш за што ја прифативте поканата да бидете мој гостин. Битолчани сигурна сум дека навистина добро ве познаваат, но ете од друга страна да ве доловиме поблиску до сите гледачи на мојата емисија Одблиску со. Со вас навистина има премногу да се зборува, но она со што би сакала да го започнеме нашиот разговор е се би рекла последните успеси, големи успеси што ги достигнавте со монооперата Дневникот на лудиот, учество на голем број на фестивали, од каде што се вративте исто така со голем број на награди. Пред се да ви честитам за овој успех и се надевам дека представата ќе се прикажува уште многу повеќе. Еве на самиот почеток би сакала да позборуваме малку повеќе, да ги запознаеме нашите гледачи со монооперата Дневникот на лудиот, која што ќе кажам дека е навистина еден интересен спој. Вие се јавувате како режисер и композитор, но од друга страна тука го имаме актерот Озрен од Хрватска. Повелете. Најпрво им благодарам на честитките и на посветеното време, секако. Моноопера, тоа е на некој начин по самата постановка на ова дело, односно на Гоголевото дело, се одлучив за една интересна, односно една нова форма, која што, поготово во монодрамите, очекувано, поготово овој текст кој што е игран многу пати на многу различни начини, драмски начини во принцип, се одлучив да ја направам ова, би рекол, една нова форма, која што кај нас и не е многу позната. Во самата моноопера содржи, стилски содржи многу стилови, музички стилови конкретно, кои што помагаат со самото дело и со самата драматуршка предложка да се оформи еден нов и еден поинаков израз, театарски израз. Во принцип тоа е музичко дело кој што е подеднакво исто така и театарско. Така да сметав дека уште на самиот почеток дека ќе биде една голема лабораторија и долго време се припремав јас, првенствено, потоа со актерот заедно пробите кога започна од прилика некои 9 месеци ја подготвувавме представата, секако со многу паузи и така натаму, но работевме на еден начин во блокови. И тоа во блокови значеше многу за нас, лично поготово мене, како севкупен автор комплетно на целата представа, иземајки го видеото, заради тоа што та дистанца дава многу значење и многу прашања се отвораат. После секој блок, да речеме, од 10 дена, проби, интензивни проби кога ги работевме со Озрен, правевме како една проба на која што ќе поканиме луѓе, пријатели, непријатели, луѓе од театарот, луѓе лаици, љубеници во театарот, ќе ја погледнаа таа проба и ќе даја некое свое мислење. Секако дел од тие мислења ги прифаќавме со големо воодушевување. Што гледаат тие кога ние не гледаме, кога сме ние премногу внатре. Дел од тие предлози или забелешки не ги прифаќавме секако, но тоа многу ни помагаше да видиме до каде сме и како се развива таа приказна. Стилот, музичкиот стил е за мене познат, заради тоа што работам во театарот и ја инволвирам музиката на еден поинаков начин и на еден начин на кој што ретко кај нас се работи, на тоа некогаш кај публиката прифатено, некогаш не прифатено, но на големо задоволство во оваа представа беше прифатено на сите бивши југословенски простори каде што игравме и на сите фестивали. Така да на сите им беше чудно и малку чудно но секако со воодушевување реагираа, заради тоа што не се работи за класичен мюзикл или за класична опера, туку се работи за нешто измеѓу, кај што драмскиот текст
е преточен во музика, секако дека постојат делници во кои што одат во парландо или одат во речитативни форми и така натаму, но тој спој на различни стилови и на таа различна музика, односно таа шизофренија која што ја изразува Озрен, ја доловивме добро и поминавме стварно фантастично баш за неколку месеци и за постојање од година и пол, неполна година и пол. Така, морам да признам дека навистина направивте еден одличен подвиг, создавајќи една моноопера, Дневникот на лудиот. Како што кажавте, имаше различни коментари, нели, и од самото представување, својата премиера тука во Битола, некои луѓе ја прифатија со воодушевување, другите гледа некако чудно на самата представа, што не беше случајот таков и за вашето представување на фестивалот на Монодрама, кога најде навистина на позитивни реакции од самата публика, каде што ја доби воедно наградата од самата публика. Ако не се лажам, вие сте и првиот што имате создадено моноопера и воопшто што е изведена на Балканскиот полуостров. Долго ли време тлееше таа желба во вас да создадете музика за моноопера? Конкретно за моноопера не. Желбата ми беше да создам една трупа, односно луѓе во кои што имам доверба и имаат доверба во мене, се влюбеници и сонувачи и кои што ќе работиме некаков поинаков театар и на начинот на кој што ќе работиме ќе бидеме со тоа и поинакви, заради тоа што нема да бркаме некакви рокови, ќе бидеме слободни во сето тоа е и целта на уметноста во секој случај. Така да за тоа сонував и тој сон се оствари и се надевам дека и понатаму ќе продолжиме и со други луѓе и со други уметници со кои што ќе го создаваме она што го сакаме. Моноопера дали е создадена по моите некои сеќавања и истражив заради тоа што еден колега мој од Хрватска баш ме потсети господинот Јосиповиќ, ме праша дали сум единствениот, колку што се сеќава тој имало на некој начин некој покушај во Србија од еден колега композитор 60-тите години, но не поминало добро. Малку истражив, али тоа малку го има, така да не е ни важно. Најважно е дека тој проект се создаде големо внимание и за тоа беше награден. И за тоа сме многу среќни сите од екипата. Не го спомнав на почетокот Марин Лукановиќ, со кого долги години соработуваме на неколку различни проекти досега. Тој го работеше видеото, тој е еден специфичен уметник со кој што можете бескрајно да одите и да почнувате и од почеток и кога сте стигнале до крајот. Тој е еден таков влюбеник во таа уметност и многу креативен и многу ми дава, во секој случај ми дава една поддршка во секој проект кога го работам со него, затоа што неговата специфика е дека никогаш не е готово, туку секогаш треба да се бара и одново и да се гради тоа што ќе се најде да се гради до крај и така натаму. За Озрен Грабарич би кажал дека е по мене следниот Шербеджи, ако може така да се речи, заради тоа што тој е еден актер кој што во музичкиот театар досега никогаш не се искусил. За прв пат се искусил пред оваа представа, пред 3 години на Сплитско лето работевме еден исто така музичка драма која што беше 3 глумци и 40 луѓе од балет, 40 играчи. Спровод у Терезинбург со Сташа Зуровац ја работевме представата и таму на аудиција фактички го видов него кој што дојде со еден талент и со спремен текст на памет скоро, со една енергија специфична и така се запознаивме и така дојдовме до нашата средба втора средба со Дневникот на лудиот. Така да мислам дека за него тоа е една кариера која што допрва треба да доаѓа, заради тоа што тој во него носи една енергија која што е навистина чудесна. Така, од самото поставување на самата моноопера пред година и половина, навистина имате учествувано на голем број фестивали, како што кажав, се вративте со исто така голем број на награди. Еве на кои се фестивали учествувавте вие и дали на самиот почеток кога ја поставувавте оваа представа, мислевте дека самата ќе достигне еден толков голем успех? Никогаш немам очекувања. Имам очекувања во моментот за она што го работам да го завршам, односно мојот дел да го направам онака најдобро како што знам. Очекувањата понатаму се менаџерски на некој начин.
Ја пријавувавме представата на фестивали, снимивме видео на самата премиера и ја пријавувавме или со видео, или некој ќе го погледнеше од селекторите видеото, па ќе дојдеше да ја погледне. Ја игравме често во Загреб, есента минатата година игравме често во Загреб и многу од селекторите дојдоа ја погледнаја таму и така да неочекувано, поготово дека е возможно една представа во неколку месеци само да ги освои овие 7 награди, 7 високи награди на ова бившо југословенско поднебие, стварно не е за очекување и е големо задоволство и исто така голема обврска за понатаму, заради тоа што сега Moving Music Theater кога ќе го направи својот втор проект и кога ќе се представи друго место, треба стварно да оди понатаму, да не паѓа надолу и така натаму, така да поставивме една многу висока цел, така да се надевам дека и понатаму ќе ја оствариме. Така, дај Боже, нели се разбира да правите многу проекти во иднина и да освојувате многу награди. Кога веќе го спомнавте вториот проект на Подвижниот театар, малку подоцна ќе позборуваме нели за самата работа на Подвижниот театар. На самата пресконференција најавивте дека се работи проект балетска представа, ако не се лажам, каде што исто така ќе има и музика и танци. Еве што поконкретно да ги запознаеме нашите гледачи и кога би можеле да ја очекуваме самата премиера? За премиерата беше на 1 јуни во Загреб. Представа која што ја режираше и кореограф беше балетска представа, Сташа Зуровец. Тоа е првата наша Moving Music театар за прв пат копродуцираше со еден меѓународен проект на кој што се копродуценти Македонскиот народен театар, Плесни центар Загреб, Тиедан сувременок плеса каде што беше премиерата во Загреб, театарот од Вараждин, ХНК од Вараждин и уште една компанија од Белград на која што не можам сега да се сетам на името. Најважно е дека таа представа го почна својот пат на еден голем фестивал на кој што имаше одличен настап, се одиграа 3 изведби и сега есенва продолжува да се игра во Загреб, потоа продолжува да се игра и во Белград и следната година се надеваме на еден од нашите фестивали во Македонија. Така да на големо мое задоволство, каде што за тој проект ја направив и музиката, Moving Music театар ја имаше својата прва меѓународна копродукција и стварно сум горд на тоа. Така, одлично, навистина. И сега би сакала малку повеќе да позборуваме и за Подвижниот театар. Пред скоро време нели го основавте, создаваете еден поинаков правец, нешто поразлично, нешто ново на овие простори. Ете би сакала да ги запознаеме исто така нашите гледачи и која е целта, која е самата работа на Подвижниот театар. Па во принцип овој театар не може да има некој посебен континуитет заради тоа што не се работи за куќа, не се работи за институција, туку се работи за група на луѓе кои што сакат да се бават со театар на малце поинаков начин. Со самото тоа што самите проекти би сакале да ги подготвуваме без некој лимит, тоа значи дека нема никогаш Moving Music театар да има некоја своја хиперпродукција, првенствено. Најважното е, целта е да се создадат проектите онака како што сакаме ние и онолку време колку што треба. Она за кое што понатаму би сакала јас да се занимавам со овој театар е да создадам проект кој што ќе биде една малку поширока и поголема копродукција, меѓународна копродукција, во која што ќе бидат опфатени многу наши и многу европски приказни, драматуршки гледано. Не би сакал сега да го најавам проектот, заради тоа што во текст сме за потпишување договори, текстот се пишува и така натаму, но би сакал да кажам дека истиот проблем кој што го имаме и ние на Балканот и самите луѓе кои што го имат во Европа, без разлика на нивната висока ситуираност, и таму постојат многу проблеми кои што ги мачат луѓето, така да тоа е еден универзален проблем со кој што сите се занимаваат и ова представа понатаму ќе говори за тоа. Единствено би можел да кажам дека ќе има двајца актери и неколку музичари во живо, така да не ни се брза, од прилика е планирана премиерата крајот на 2017 година. Така да стартот, односно најавата за оваа представа ќе биде негде пред или после нова година, во зависност од тоа на кој начин ќе одат. Тешка е таа координација
поготово европските земји, балканските, тука кај балканските секогаш многу се чека дури да се размисли, малце се кочат работите, но доволно имам искусено и едно и друго, така да знам за што се работи, така да треба да се истрае и да се исполни она што е на некој начин што го имаме замислено. Така, во секој случај, во следна прилика ќе информираме и за овој проект, се разбира и за сета ваша останата работа. Некако се чини дека самите луѓе се навикнати на оној класичен театар, но од друга страна можеби се желни за нешто ново. Ете, вие го воведувате тоа ново на нашите простори. Како сето тоа е прифатено од самата публика, од самиот народ? Па јас би сакал прво генерално да кажем дека на она што луѓето навикнале, тоа се помалку го има, а на она што е ново и тоа се помалку го има. Генерално гледано вака и како гледач. Да, за жал. Значи се испоставува дека или веројатно се луѓето, односно уметниците се презаситени, или пак се оди во некој правец во кој што е неразбирлив за никого од прилика. Така да сметам дека треба или да се вратиме малку назад, или треба да се впуштиме во нешто ново, кое што ќе биде прифатено или не прифатено. Јас се впуштив во нешто ново на некој начин и земајќи го цел ризик дека тоа може да биде исплукано, исто така е многу добро кога ќе речат дека ова стварно не ми се допаѓа, али имаше нешто интересно во него. Постојат и такви представи во кои што на некому не му се допаѓаат, но имаат нешто специфично што те тераат да останеш до крајот и да го гледаш. Легитимно е да ако нешто не ви се допаѓа да станете, да излезете и да викнете уа. Мислам, тоа е сосема исто така како на фудбалска утакмица. Некој се плаши тоа да го каже. Јас лично имам речено уа на една представа која што не ми се допаѓаше, не бев само јас, дел од публиката реагираше, но останав до крај да го видам тој подвиг на еден луд подвиг кој што одеше во некоја концептот, предпоставувам, беше, колку што можев јас да го прочитам, бескрајно едно самоволие, да покаже дека и таа представа има своје наравучење секако, да покаже дека самоволието е на некој начин денес начин на екзистирање. Така да сметам дека театарот денес е во голема криза, но исто така во таа голема криза се раѓаат и нови работи. Секој може да падне во таа криза заради тоа што луѓето денес се во една духовна криза, па исто така во таа духовна криза знаат и да се вратат назад. Така да сметам театарот денес дека е место каде што се уште може да се каже нешто и да се покаже нешто, каде што има магија. Театар без магија за мене не е театар. Постојат и такви представи каде што еден застанува и зборува и тоа потоа нема ништо. Едноставно си одите празен. Така да театар без магија по мене не е театар и работам на тоа да моите представи изгледаат магично колку што е можно повеќе. Така, потполно се согласувам со вас и само напред. Во самата најава кажав дека вие создавате музика за театарски представи, работите во својот матичен театар тука во Битолскиот народен театар, но од друга страна создавате музика за балети, за опери, филмска музика. Кои се оние референци кои што се дел од вашата биографија? На што се работите вие? Па, за среќа ми било даено можност, предпоставувам со големо поверење од големи режисери или од големи продуценти секако, ми било даено можност за да прво покушам да создам една опера или покушам да создам една музика за балет и така натаму. И кога на некој начин создадов доста проекти, зад мене вака кога ќе се навратам наназад, сметам дека за себе би рекол дека можам од прилика секој тип на музика, не баш секој тип на музика, со еден голем режисер, не би му го споменал името, ми беше понудено во Ријачки од ХНК да работам детска представа Убавица и звер пред некои 5 години. И режисерот ми рече сакам рап и хип-хоп. Јас одлучно одма одбив заради тоа што тој начин и тој стил не знам да го работам. И тоа беше многу честно кон него, во секој случај и кон себе најпрвен, заради тоа што не би сакал да влегувам во нешто во кое што не би можел да го направам. Но сметам дека секојаш човек треба да на некој начин да покуша и тоа што не го знае да го научи. Секако во се не можеш да бидеш експерт. Така да широк спектар на начин на создавање музика
точно дека работам и тоа ми прави задоволство заради тоа што театарот искрено е многу напорен. Искрено зема една енергија која што е и психичка и физичка и кога ќе се затворам по месец дена кога ќе работам да речеме филм, тоа ме одмара заради тоа што единствено продуцентот и режисерот го имате на Skype, во принцип работам со странски компании филмови и го имате режисерот и продуцентот и тие се и мајка и татко и на некој начин е поинако ме исполнува лично мене и на поинаков начин се изразувам таму. Исто така и балетската музика го имате само кореографот покрај себе, така да не би кажал дека театарот не би сакал да кажам дека театарот напорен, но зема една голема енергија вака од мене и од секој кој што учествува на вистински начин таму. Така да задоволство е да се работат различни работи заради тоа што таа различност и тоа го имам напишано и во самите неколку збора за Moving Music театар, таа различност мене ме прави и побогат. Побогат од искуства, начини на размислување и така натаму. Така, како што кажавте, имате соработувано со голем број на режисери. Она што ме интересира од тие соработки, која соработка е позначајна за вас, што би можеле да ја издвоите? Тешко е да се каже заради тоа што сум работел со не сум бројал, али над 30 на различни режисери, зборам од театарската уметност. И тешко е да се издвои. Јас би издвоил неколку со кои што сум работел почесто и сум направил малце повеќе проекти, како Бранко Брезовец од Загреб, Владимир Милчин, Љупчо Ѓоргиевски од Битола и така натаму. Многу е на некој начин не е фер да не се споменат и други, но многу од овие споменативе и од сите режисери, односно секој режисер има свој различен пристап и свое различно размислување. Сите режисери обично мислат дека знаат многу музика, заради тоа што инспирациите на самите сцени им доаѓаат преку музиката, ги добиваат голем дел од режисерите. И сите слушаат музика, тоа не значи дека сите доволно ја знаат музиката, но некои од нив на сериозен и на еден многу интуитивен начин ја познаваат музиката или можеби не знаат да ви го пренесат она што го сакаат, но музиката која што ја слушале како некаков бекграунд им дава за право на некој начин заради тоа што музиката не може да се објасни. Голем дел од тие режисери ме натерале да посветам огромно внимание на самата драматургија заради тоа што тоа е клучно. Она што го пишува во текстот со она што треба да се изведува и со она што вие треба да направите, треба да има некаква спојка. Ако тоа не се спои, тоа тогаш е безвредно дело, тогаш вие сте напишале една интересна музика, но која што не соработва со она што се случува на сцената, со она органика што имат актерите, концептот и така натаму. Така да големи режисери, големи уметници, сите имаат свои начини на размислување. Сега вие треба да бидете на некој начин способен да се вметнете во секој тој концепт и да го прифатите тој концепт без разлика мислеле дали е точен или не е точен, но резултатот на крајот кажува во секој случај. Да. Оно што ме интересира, со кој е полесно да се соработува, со режисерите или со музичарите? За вас лично какво е вашето искуство? Со кого преферирате повеќе? Па јас никогаш не се поставувам конкретно код музичарите како некаков маестро или како некаков човек кој што е диригент и кој што е Хитлер према нив. Многу од моите колеги имат таква некоја дека се тие музичари, дека тие се изведувачи, дека тие само треба да изведуваат. Секако истото го мислам и према актерите. Треба да се има еден принцип на една почит, една култура со која што можете да тргнете и од тоа тргнувате понатаму да работите. Режисерите се на секој на свој начин има своја луцидност и без таа луцидност не би биле режисери. Така да тоа ми се допаѓа кога е некој луциден, секако во некоја граница на поднесување, на некој поднесување. Дали јас ја имам подтргнато таа граница, не знам, но луцидноста кај секој уметник е добре дојдена. Така, во секој случај. Вие, освен тоа што работите тука во Битола, во вашиот матичен театар, познати сте, работите во поголемите бивши
земји и европските. Во секој случај не го напуштате Битолскиот народен театар, останувате тука. На што работите во моментов? Што да очекуваме од ваша страна? Последен проект што го работи во Битолскиот театар беше само пред неколку месеци на премиерата на Охридско лето, а сега во септември тука во Битола, во Матичниот театар. Беше Бар Ремарк со познатиот веќе познат кај нас режисер Александар Барман, на големо задоволство секогаш ја прифаќам неговата покана за работа, заради тоа што тој е еден од режисерите кој што на прв поглед вака духовно се влюбивме еден во друг и толку се разбираме како да имаме 20 години работено заедно и тоа се гледа во представата и тоа го приметија и нашите колеги. Ова е првата представа беше Иванов, ова е втората представа, ова е Бар Ремарк, така да сметам дека соработката со него е една, можам да речам, од оние со кои што преку Skype комунициравме. Значи единствено времето во кое што беше тука на пробите, али голем дел од подготовката припремивме на Skype. И стварно е неверојатно на кој начин добро функционираме и направивме една добра представа, која што ја препорачувам секому да ја гледа. Одамна не сме имале една таква мелодрама во која што секој може да се најде, секој да си почувствува и убаво и неубаво, но во секој случај да излезе на крајот со една убава мисла и со една убаво чувство. Понатаму во моментот работам во Љубљана, во Националниот театар со Александар Поповски, еден текст, германски текст Мерлин се вика, кој што зборува за денешниот начин на живење во Европа и кај нас. Звучи многу актуелно, има многу убави стихови напишани на кои што правам некакви сонгови, така да сме негде од прилика на почеток, едно 10 дена се започнати пробите во Љубљана. Работам и на еден филм кој што зборува за изгубената традиција во градот Риека, кој што зборува за една пијана улица, една улица која што е последната улица во која што има некакви занаечи, последните занаечи на градот Риека, кои што депримирани дека немаат своји наследници, дека никој не е заинтересиран за нивните остварувања, се претвораат во шише алкохол и филмот се вика Пијана улица и баш зборува за распадот на една традиција и распадот на едно чувство без кое што не би можеле по мене да продолжиме понатаму, но се надеваме дека тој филм дека ќе даде нешто, значи е од прилика документарен и има многу работи кои што се баш се интервјуа на некој начин со она, но се сцени снимани во самата улица, од прилика е снимано во таа улица која што е 50 метри, е снимано 2 години со едно 30 камери, се снимали разни случки што се случувале, дел од секојдневниот живот. Значи ништо не е на некој начин наместено или глумено, туку е баш една многу интересна приказна. И исто така и тоа треба да го завршам до крајот на годината. Доволно е. Во секој случај, на вистина големи проекти, морам да признам дека се радувам кога со нашите гледачи споделуваме вакви убави работи, големи проекти, а посебно кога доаѓаат од некој наш сограѓанин на што сме сите ние посебно горди. Бидејќи целта на мојата емисија е што поблиску да ве доловам до нашите гледачи, она што ме интересира е кога прв пат кај вас се роди самата љубов кон музиката, кон компонирањето, кога беше тој момент кога откривте дека го откривте самиот талент дека го имате? Па јас искрено се уште не знам дали имам талент за музика. Искрено резултатите и успесите го потврдуваат тоа. Да, некои велат, но талентот за музика е секој човек во себе по мене има талент за музика. Само некој треба да го разбуди и да стане искра за кое што продолжуваш да живееш понатаму. Мојата мајка е музикална, имаше нижо музичко училиште завршено, мојот брат е музичар исто така кој што е постар од мене. Значи тоа беше доволна причина да имаме дома и неколку инструменти веќе кога јас бев малечок и така натаму. На музиката гледав онака баш многу мал, заради тоа што мојата меморија е подобра кога бев мал отколку вчера.
гледав на музиката како нешто многу убаво и како едно опуштање, како една релаксација. И секогаш тоа опуштање ми значеше заради тоа што сум по карактер и бев и сум многу пргав. И тоа опуштање многу ми значеше, заради тоа што на едно дете кое што цел ден игра, поготово фудбал најмногу играв, музиката потоа ми доаѓаше стварно како една тотална релаксација, и психичка, и духовна, и физичка. Така да почнав со музиката да се бавам полека, но како што растев, така и навлегував. Онај кој што на некој начин ми подаде рака, на кој што сум му вечно благодарен, секако како еден израз на квалитет. Јас со своите 18-19 години, колку што се сеќавам, веќе се бавев со музика и се бавев со поп музика и така натаму. Благој Стефановски, Баге, директорот на Битолски театар, на негов предлог дојдов да работам таму во Битолскиот театар и да се вработам и да работам неколку представи, на кој што ми ја даде шансата. Секогаш тој човек ја даваше шансата секому, па ако сам се избориш, после ќе се избориш, ако не се избориш, не се избориш. Така да тој е почетокот на некој начин и во театарската музика, но јас до своји 18 години се бавев со поп музика и со рок музика секако. Со групата Боеми имам заедно, ратувано би сакал да кажам, уште во средно одделение, така да... Сигурно битолчани се сеќаваат и на тие времиња. Да, тој што се сеќава, да. Така, во секој случај, нели битна и самата поддршка, но ете и шансата која што тогашниот директор на театарот ви ја дала, вие сте искористиле во секој случај. Дали некогаш сте размислувале, ако не се занимавате со оваа професија, што друго би работеле, или цел живот кај вас е поврзан со музиката? Секако дека имав некоја друга, имав некои планови кои што никој не ги знае, за нив не би ни зборувал сега, но исто така ме интересираше криминалистиката многу од секогаш. И најомиленото пуштање ми е со такви филмови или со таква тематика да се бавам. Заради тоа што на некој начин не знам дали ми беше наметнато, мојот татко беше адвокат, дали тоа ми беше наметнато, не ми беше наметнато, али имаше некоја можда поврзаност, заради тоа што дел од неговата работа ја пратев. Така да сметам дека тоа би ми било некаква алтернатива во животот ако не се одлучев за музиката. Секако се бавев многу активно со спорт, но имав некои повреди кои што ми беа клучни, онака ми покажаа точно на време, ми покажаа дека со тоа понатаму професионално не можам да се бавам. И за жал, иако бев многу заљубен во спортот, конкретно во фудбалот, едноставно не можев повеќе да ниту активно, ниту неактивно, не баш. Така да ми е се уште ден денес многу жал околу тоа, но тоа е тоа. Тоа е тоа во секој случај. Мислам дека уште едно неизбежно прашање за самите композитори е од каде ја црпите самата инспирација за создавање на музика? Што е она што најмногу вас? Чувството од доброто, она што ме опушта и она што е добро е за мене доволна инспирација да напишам нешто. Тргнувајќи од разговорот со вас до некоја добра храна која што би ја изел, со некој добар разговор, некоја убава мисла. Така да она што е добро, тоа те опушта и тоа ти дава за право да кажеш на тоа доброто и ти нешто и така создаваш. Она што не е добро, мене искрено не ме инспирира и ме затвара, но најважното е дека треба самите да си направите еден систем како функционирате и да изберете. Така да слушам многу музика, бескрајно многу музика слушам, никогаш не ја слушам за да нешто земам, али секогаш несвесно нешто од негде сме слушнали па сме го зеле, не ја измислив јас музиката, нели? Така да инспирацијата секогаш не се црпи само од музиката, туку се црпи и од секојдневниот живот и од начинот на функционирање. Секогаш гледам да имам, би сакал да имам, не можам секогаш да успеам еден помирен живот, поспокоен живот, но начинот на кој што живееме е многу турбулентен, така да сметам дека
секогаш треба самите да си даеме овој простор, да си го земеме оно време кое што ни е потребно. Така, јас на вистина уживав во разговорот со вас, бидејќи дојдовме до самиот крај на емисијата од блиску со. Уште еднаш ке ви се заблагодарам за времето што го одвоивте, што бевте мој денешен гостин во емисијата. Се разбира, ќе ви посакам уште многу успехи во иднина, многу успешни проекти на кои што ќе освојувате голем број на награди, а тука сме во секое време да ја промовираме вашата работа. Ви благодарам. Ви благодарам и вас на вниманието и посакувам се убаво и посакувам успеси на вашата телевизија, заради тоа што без вас новинарите нашиот успех е Така е. ќе остане негде во некоја друга земја, а овде нема да се слушни, така да ви благодарам и вас. Така е, во секој случај ви благодарам. Почитувани, дојдовме до крајот на уште едно издание на емисијата Од блиску со. Мене ми останува само да ви се заблагодарам на вниманието со кое што не следевте и да ве поканам и понатаму да останете на оваа фреквенција. Довидувања.